Петар Поповски, добровечер и добродојавте, професоре. Благодарам. Паметат гледачите на Гласот на народот и македонската јавност се како еден голем фајтер и борец за македонското прашање. Историчар кој навистина знае, како и голем број новинари, да не бидам нескрен, можеби и мојата маленкост, која знаеме да некому згазнеме на жулј, да му ја кажеме вистината, па да се јават, да не опоменуваат, да ги затнеме муцките и така. Дали вам ви се случи тоа нешто? Да, сигурно. Што мислите вие за ова? Дали името може се тргува со името? Никако. Во никој случај. Ние имаме историско право на тоа име. Бидејќи сме потомци на древните македонци. И тоа е наше неотуѓиво право. Никој не сме да си поигрува со тоа име. Јас мислам дека нашето државно раководство има капацитет да издржи под овој притисок и навистина да си го сочуваме нашето име. Многу. Јас сакам само еден податок да го кажам што го кажа господинот од Грција, за да не оставиме кај гледачите еден печаток дека ние не ги следиме работите. Господинот неколку пати кажа дека да гледаме историјата од 6 век навака. Значи, тие нас не сметаат дека сме дојдени во 6 век и дека од 6 век почнува нашата историја. Меѓутоа, нашата наука последниве години толку многу напредува, особено со археологијата, што ние можеме во секој момент да им докажеме на грците со факти дека овде сме биле како староседелци, како први жители на овие простори, а дека тие дошле после 11 милениуми на овие простори. Така што тие го имаат земено од кај нас и јазикот, го имаат земено од антите, венетите, односно древните македонци, го имаат земено писмото и сите други обележја што ги имал тој елемент, наш елемент, тоа грците многу добро го знаат, меѓутоа не ги читаат нивните автори, а нивните токму автори од тој период, од античкиот период, нас многу ни помагаат да ние си ја формираме нашата историја. Така што тој зборува за Мисирков, например, за едно друго време. Мисирков живеел во едно друго време кога нашата наука не била во позиција да може да ги открива овие работи, така што сега сме веќе во една друга ситуација која што ние сите факти ги побиваме на грците и ја мислам дека во блиска еднина веќе тоа засилено се работи од науката од надвор, дека грчката наука, односно историографија и наука, ќе доживее целосен крах за тоа што таа ја украде целата историја од македонскиот народ. Да вклучи, професоре. Мислам дека не многу место, бидејќи да треба да се објасни историјата. Македонија има полно право да си го брани своето име, заради тоа што само нејзе и припаѓа, не на Грција. Тоа историјата го кажала и го докажала. И според тоа, нашите напори за да си го сочуваме нашето име се оправдани и сметам дека ние ќе ја добиеме војната со Грција и дека Македонија не треба да се плаши и доколку не влезе во НАТО, бидејќи да оваа земја има сили да издржи, а ние практично сме веќе во НАТО, ние ќе продолжиме и натаму, ако не влеземе во НАТО, да работиме со НАТО, така што нашите перспективи се, мислам, големи за уиднина.